Господине Крстевски, благодарам што одвоивте време за овој краток разговор. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев изработи видео, ги посетувате училиштата. За какво видео станува збор, која е целта на овој проект? Културно-уметничко друштво Панче Пешев секоја година во тек на месец септември организира и распишува оглас за прием на нови членови. Меѓутоа, испреќајќи ги тие огласи до училиштата за информација на самите ученици, многу малку се знаеше и заради тоа. Оваа година изработивме една презентација, еден проект од наша страна, од Културно-уметничко друштво Панче Пешев, кој го планиравме и го изведовме до сите основни и средни училишта во Куманово, со една цел презентација на работата на Културно-уметничко друштво Панче Пешев, изучувањето, учењето, пренесањето на богатото фолклорно богатство на македонскиот народ и народноците што живеат во него, да го презентираме и научиме како во Републиката на наши меѓународни фестивали, а посебно на фестивалите низ Европа, со учество на многу ансамбли од голем број земји од Европа и светот. Овој проекат го нудиме на младите како превентива на пороците, против пороците на 21. век, тоа е дрога, проституција, алкохол и се она негативно што ги обременува младите луѓе. Така да ние се договоривме со скоро сите директори на основни и средни училишта, ги замоливме да ни обезбедат услови за да можеме директно на лице место во самите училишта да го направиме тој проектот и да го презентираме пред младите со една единствена можност да ги запознаеме младите ученици од основните и средните училишта дека во Куманово постои најстаро културно-уметничко друштво во Македонија, па сметам и на Балканот, дека работи околу 93 години обстојува, формирано негде далечната 26 година, што значи 93 години ова културно-уметничко друштво обстојува, го изучува, го пренесува фолклорот, традицијата и културата на македонскиот народ на младите генерации, а се она што ќе се научи, се она што ќе го стекнат младите луѓе, најдоброто е да го презентират. Тоа е најубавото нешто, да го презентира пред своите граѓани, пред граѓаните на Македонија, а посебно интересот на младите е тоа да го презентират надвор од Република Македонија, на светски фестивали, каде што ние во последните 10-20 години навистина скоро може би секоја година по еднаш или два пати учествуваме на такви фестивали. Ги водиме младите да видат, да го презентират на поворката секогаш оди македонското знаме и се стекнуваат дружења со многу млади луѓе од целиот свет да видат нашите деца и друга култура, меѓутоа за таму е најбитно да го презентираме нашиот богат културно-уметнички аматеризам, култура, традиција и се она што го одбележува нашиот идентитет на Македонија надвор во светот. Отворени ли се младите, заинтересирани ли се за фолклорот, за соработката, од која возраст може да ви се приклучат? Па ние овој проектот го правевме и го презентиравме случајно во основните училишта на ученици од 4-то оделение, 5-то, 6-то, 7-то, 8-то и 9-то, така да формираме две групи до 5-то оделение, 6-то и од 7-то, 8-то, 9-то, тоа се поголеми групи кои ќе бидат едноставно кажано дека ќе бидат и тие кои ќе бидат младите што ќе научат ќе бидат и во првиот состав, значи по возрастната група, а во средните училишта презентацијата беше вршена исклучиво на прва па и втора година. Оваа прилика би сакал навистина да се заблагодарам на директорите на овие училишта, бидејќи не обезбедија и простор, и услови,
и да не кажам на некој усмерување на самите ученици и овие наши презентации што ги правевме, а тоа се презентација преку слики, значи учество на фестивали, што работиме, како работиме, зошто работиме, каде одиме и навистина децата беа одушевени и со моето излагање што велам дека околу 58 години сум член на тоа друштво, прво како игрорец, како пеач, и се она што треба да се направи во едно такво културно-уметничко друштво. И во последните 30 години сум и председател на културно-уметничко друштво Панче Пешев, а некаде од 2001 година биднав и уметнички раководител, значи директно работев со самите деца. Во друштвото навистина помина многу генерација млади луѓе, многу ентузијасти, многу оставија капка пот и уживаа во работата на културно-уметничко друштво Панче Пешев и навистина се задоволни од она што го имаат видено, што го имаат направено. Сега во последно време поканивме постари членови на 20 инструктори кои еве на некој начин сакат да помогнат, бидејќи културно-уметничко друштво Панче Пешев и не само нашето културно-уметничко друштво, него и повеќе тие фолклорни групи кои ги има во општина Куманово и културно-уметнички друштва, со финансиски средства се навистина многу слаби и тоа го работиме пред се како ентузијасти, од своје време делиме, бидејќи навистина го сакаме фолклорот, сакаме да се дружиме и тоа сакаме да го пренесеме на младите луѓе, да се дружат, да се социализираат во овие културно-уметнички друштва и да заборават на многу лоши работи, па пред све да ги тргнеме од компјутерите, да ги тргнеме од мобилните телефони, за нивно здравје, за нивна рекреација, за нешто што е воншколска активност. Јас знам во свое време во Куманово имаше повеќе овие општествени дејности, комитет за завоз за школство. Па во образование се организира голем број надпревари. По една недела во домот на АРМ не може да се изредат сите школи. Во сите школи имаше фолклорни групи, имаше рецитатори, имаше хорови, мандолински оркестри, не знам се што, и тоа беа, да не кажам, нешто што како воншколска активност имаше многу интерес. Многу интерес. Сега гледам една критика, да не кажам, до образование, а тоа е критика последните 10 години учениците беа оптеретени со многу повеќе настава, со многу повеќе одредени активности кои се испробуваа кај школата што ќе биде, како ќе биде, и се запоставиат и во школски активности. Гледам многу деца се бават со спорт, има масовен спорт, меѓутоа масовни активности во областа на културата, во областа на она што значи идентитет. Ние сами знаеме сега последните години како е да го сочуваш, да го одржиш и да го сочуваш идентитетот на македонската култура, македонскиот народ. Пред се, тоа е идентитет. Работа на фолклорот. Нашата култура, нашата традиција, нашите обичаи, тоа е нашето обележие. И сметам дека целта ми е да привлечеме што повеќе млади луѓе во културно-уметничко друштво Панче Пешев, а се разбира и во останатите кои работат во Куманово културно-уметнички друштва и фолклорни групи, да ги отргнеме децата од она што викаме злото на 21 век, бидејќи тие кога одат надвор, кога добро ќе го научат фолклорот, кога добро ќе пеат, кога добро ќе свират, а нашиот фолклор е навистина атрактивен, еден од најдобрите во светот, и го презентират надвор од Република Македонија, сметам дека овие ансамбли се прави амбасадори на Македонија, македонски народи и народноците што живеат во Македонија, во Северна Македонија, и затоа апелираме и до надлежните и во Републиката и во општината да им дадат малку повеќе простор, да им дадат малку повеќе услови за работа. Ние не бараме многу, ние бараме да се створат минимални услови за работа, а има ентузијасти, млади луѓе кои тоа го покажуваат и сакат и да се дружат, и мислам дека тоа е еден пат на
овие наши млади луѓе, како да ги отргнеме од се она што е лошо, а и за само рекреација, рекреативност на младите луѓе. Ние гледаме деца седат, да потрчи не може да потрчи, а вака 3 пати неделно да игра. И за своја линија, да не оди по фитнес, по клубови, по теретани, еве му, и ќе научи да игра, и ќе научи да пее, и ќе научи да свири. На крај крајшта им велев на младите девојчиња, викам, ќе дојде време, ќе се одавате. И викам, ајде снашка да заигра оро. Музика почиња да свири, меѓутоа снашка лево, десно не знае. Зошто да не научи да игра пред се за себе? Исто се работи и за машки. Ние во одреден период правевме фолклорна група во Панче Пешеви на возрастни и доаѓа луѓе да играт. Значи, оно што игра, што пее, зло не мисли. И убаво е да се малку олабавиме како луѓе од сите проблеми што ги имаме. Да не збориме сега за политика и така натаму. Него она што го прави животот, што го прави човекот среќен. Младите луѓе на вистина, оние што пеат, играт и кога ќе одат надвор од Македонија на било кој фестивал, кога се враќат назад с пријателување, телефони, плачат тие што од ниво станале, плачат тие што доаѓаат. Така да, една убава работа која е подзаборавена, а за тоа треба да се погрижи и институциите од областта на културата и на ниво на република и на ниво на локалните самоуправи да им обезбедат минимални услови за работа, да ги ценат, да ги потикнуват и да работат за севкупното учество на млади во вакви и вакви активности од областта на културата. За информација на оние што моментално не гледаат и родителите и заинтересираните, каде може да ве најдат оние деца кои што се заинтересирани да ви се приклучат, каде да се пријават? Па ние навистина ова презентација што ја правевме во сите училишта имаше доста интерес од млади луѓе, пред се и од родители на одредени деца. Ние после ова презентација некаде околу 20 до 30% членови ни дојдова. Меѓутоа очекуваме повеќе да бидете во септември кога се редовни уписи и можат слободно да се јават во просториите на Културно-уметничко друштво Панче Пешев, кој се наоѓа во дворот на гимназијата Гоце Делчев. Работиме 3 пати неделно, кога ќе почнеме сега со помладата генерација, значи ќе биде и 5 дена ќе работиме, значи секој дневно од 6:30 до 9:30 часот секој ден. И може да дојдат и родители и деца да се запишат. Некој прашува колку се плаќа, што се плаќа. Ние кај нас, барем во Панче Пешев, плаќањето членарина месечна е 200 денари. Значи нема ни 500, ни 600, ни 800, него 200 денари. Значи и фитнес клуб ќе биде и теретана, и играње и пресе, ќе научи нешто што во животот ќе му остане и ќе му биде потребно. Пресе да не се срамува кој ќе игра, а кога ќе излезе на некоја свадба или на некоја игранка да заигра, нашите членови кои биле таму, навистина се препознават со уметничко, квалитетно играње и нормално дека надпреварувањето е надвор од сето тоа, али најбитната е самата забава на децата, дружењето и на крај крајшта познанство и пријателство на младите луѓе. Ние многу наши членови имаме кои дошле тука, се запознале, се заљубиле, оделе година, 2, 3, 4, па се земале, се створиле многу бракови, а ние како Панче Пешев на тие наши членови, кои ќе направат веселба, значи обавезно куд Панче Пешев, со една кореографија, квалитетна, им го честитиме бракот и заигруваме заедно со нив на свадбите и на веселбите, што тие ги организираат. Исто како и претходните години и оваа година Куд Панче Пешев ја започна успешно. Веќе имате и добиено и признанија, награди, учествувавте, бевте во посета на Франција, што може да ни кажете накратко? Па минатата година учествувавме на неколку фестивали, меѓу кои во Костовска Митровица, каде освоивме Гран При, на фестивалот во Аленсон во Франција, значи бевме 15 дена беше траеше турнејата. Прво настапивме во Париз за нашите сонародници во странство во нашата една македонска црква 2 дена. Децата го видеа Париз, се прошета, стекна пријатели на наши сонародници таму. Понатаму одевме 8 дена во Аленсон, тоа едно 300 км од Париз на исток, мислам доле. Таму настапивме, значи,
со 12 земји од цел свет, имаше од сите континенти учесници, да не ги набројам сега. Градот, извонреден град, јас таков град, значи во Франција, не сум видел, ние имаме многу материјал кога одиме таму, снимано, наставивме, многу убаво поминавме, бевме сместени во семејство на Франција, тоа се можеби и најдобро сместување кај фамилии по двајца, по тројца. Се дружевме извонредно со тие луѓе таму. Кога заврши фестивалот, значи обавезно се враќаме назад преку Азурниот брег, преку Кан, Ница, Монако, Монте Карло. На доаѓање наму бевме преку Италија, ја посетивме Венеција, што значи дека не е само да играт и да пеат, значи кога имаме прилика да ги одведеме децата, каде што можеме да ги одведеме да видат, не само на телевизија и на филм, него да видат, тоа го правиме секој пат и децата се многу задоволни. Еве ова година почнавме со настапи, неколку настапи имавме тука во Грација на одредени наши манифестации што ги прави општината и градот, а настапивме после 7-8-9 години во Свети Никол на еден фестивал Тодорица, кој порано бевме и учесници и бевме со почетоците, го зацртавме работата на тој фестивал со Кут Јанко Глигоров Свети Николе. Сега учествувавме со еден наш изворен фолклор, пошто ние како друштво не само имаме стилизиран атрактивен фолклор, но тоа е изворен фолклор, посебно од Куманово и Кумановско, и ја го освоивме првото место, односно Гран При на овој фестивал, меѓу 14 ансамбли, кои имаше 6 од надвор од Македонија и 8 ансамбли бева од Македонија. Така сме задоволни од стартот на овој фестивал. И метам дека Кут Панче Пешев во тек на ова година, лани организиравме заедно во соработка со општина Куманово ревија меѓународна. Ова година се надеваме дека ќе го организираме, како што и најавивме, ќе организираме, да ќе биде прв меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2019 година. Повеќе активности во бивши југословенските републики, Србија, Бугарија. Се надевам дека ќе отпочнеме и некои активности, веќе имаме соработка и со соседната Грција, бидејќи знаете воспоставени се сите нормално движење и активности со Грција и наша Република Северна Македонија, така да сметам дека перспективите на фолклорот се добри и можеме да соработуваме и добро е да играме, да пееме, а не да водиме политика. Ние тоа не го правиме во Панче Пеше да водиме политика, и случајно се базираме на она што е наше. Најбитно, нашата култура, нашата традиција и да ги научиме и да ги социализираме младите што повеќе во поголем број, како Панче Пеше, така и останати друштва во Куманово. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Благодарам и на вас како телевизија.